Од Македонија, каде што за прв пат се појавило во средината на 10 век, богомилството како заразна болест почнало да се шири во другите балкански подалечни земји. Во соседните балкански земји Бугарија, Србија, Босна, Дуклја, Албанија и други, богомилството почнало да навлегува уште од втората половина на 10 век, кога сите овие земји биле приклучени во рамките на Самуиловото Македонско царство. Иако Самуиловата царска династија имала толерантен однос спрема активноста на богомилите, зетот на Самуил, Јован Владимир, кој како вазал ја управувал Дуклја, непријателски се однесувал кон богомилите во неговата земја. За разлика од својата жена Косара и шурата Гаврило, Радомир, кои биле еретици и ги држале корените на отровната ерес на богомилите, тој бил уништувач на богомилите и на еретиците Масилијани, рушител на нивната заблуда и обновувач на верата, се вели во житието на Јован Владимир. Анонимниот автор известува дека меѓу заблудените народи богомилството проникнало во овој период и во Бугарија, Србија, Албанија, Далмација и во другите соседни земји. По ликвидирањето на Самуиловото царство во 1018 година, Византија им го наложила своето господство на македонскиот, српскиот, бугарскиот и на другите соседни балкански народи. Уште од почетокот на византиското владење од Македонија и од соседните земји кои биле приклучени во рамките на Византиската империја, богомилското движење почнало да навлегува и во малоазиските поседи на Византија. За тоа опстојно известува цариградскиот монарх Ефтимиј од Акмонија во еден полемичен труд што го напишал во средината на 11 век. Според него, еретиците богомили во Мала Азија биле познати како фундагиагити, тоест торбоносци. Освен Ефтими, така ги означувале малоазиските богомили и другите нивни жестоки непријатели, со цел да ги изобличат и омаловажат, слично како и за македонските, така наречени совршени богомили, кои уште порано презвитерот Козма во својата беседа против богомилите ги представил како луѓе кои ништо не работеле, туку оделе од куќа до куќа за да собираат храна од измамените од нив луѓе и малоазиските богомили биле представени од нивните противници како торбоносци просјаци. И покрај острите мерки што ги преземала византиската световна и црковна власт, богомилството земало се пошироки размери во малоазиските поседи на Византија. Во тоа не останале настрана и балканските поседи. Во Македонија, богомилите одново станале активни борци против наложената туѓинска власт. Уште од првата половина на 11 век, богомилското движење се испреплело со класната и ослободителна борба на македонскиот народ. За да земе широки размери, богомилството во Македонија, уште во почетокот на византиското владење, причина била обременоста на селаните и воопшто на сето македонско население од тешките даночни и други обврски. Покрај многобројните видови бесплатна работа, ангарии, поправање и градење, тврдини, патишта, мостови, феудални замоци, цркви, манастири и слично, македонското селско и градско население за византиската држава морало да доставува разни продукти во натура, десеток од житото, од виното, од добитокот и слично. Од 1040 година македонците морале да ги доставуваат и главните регуларни државни даноци во пари,
земјишниот данок, данокот за пасиште, за куќа и така натаму. Современиците известуваат дека парите што ги доставувало македонското население биле покриени со солзи и болки, зашто тешко се добивале. На сите оние пак кои не можеле да ги достават државните даноци, даночните органи им ги одведувале децата во робство, како добитчињата за 5 или 10 едно. За време на византиското владење и Охридската архиепископија била ставена во служба на византиската држава, кога како автокефална, тоест самостојна црква, била подредена под Цариградската патриаршија. Грчките свештеници, кои ги зазеле раководните места во архиепископијата и во одделните епархии, исцело се ставиле во служба на византиската држава и дејствувале предано преку црквата во наложувањето и затврдувањето на византиската власт во Македонија и во соседните земји, чии што епархии влегувале во рамките на диоцезот на Охридската архиепископија. Поради сето тоа, освен световната власт, и црквата и нејзините органи биле изложени на жестоки напади од страна на богомилите. Според едно известување од почетокот на 12 век, богомилските проповедници ги учеле своите следбеници дека во самата престолнина на Византија, Цариград, се населил и самиот Сатанаил, избирајќи си го за седиште катедралниот храм Света Софија. Под влијание на богомилските проповеди, отпорот против наложената византиска власт во Македонија и во соседните земји се повеќе и повеќе се засилува. Во 1040 година македонскиот народ кренал и ослободително востание на чело со внукот на Самуил Петар Делјан. Во востанието масовно учество зеле и богомилите и нивните приврзаници. По ликвидирањето на востанието во 1041 година, голем број богомили биле принудени да ги напуштат своите родни огништа и да побараат спас на Сицилија и во други западноевропски земји. Во наредните децении, богомилството во Македонија и воопшто на територијата на сета Византиска империја зело уште поголеми размери. Особено активни богомилите станале кон крајот на 11 век. Тогаш на нивно чело стоел попот Василий, чија што главна активност се одвивала на територијата на југозападна Македонија. Со него се судрил и Теофилакт Охридски, кој тогаш стоел на чело на Охридската архиепископија. Тој повеќе пати се обидел со лични средби во Охрид и во Охридско, а и преку писма да го натера да се откаже од ереста и да се покае, но се било без успех. Тој еднаш дури успел да го фати и да го затвори во кулата во Охрид, но морал да го пушти под притисок на неговите следбеници. Затоа од државните органи побарал да се заземат кај императорот Алексеј I Комнин, демонот Василий, кој го мачел Божиот народ, да се протера од Охридско и од другите соседни македонски области. Притоа и самиот архиепископ се заканил дека и тој доколку ќе успеел да го фати, не би попуштил овој пат овој сеач на заразна и општа болест да действува повеќе слободно, туку ќе наредил да умре во Охридската кула како општествено и државно зло. Дека богомилството во Македонија зело широки размери во овој период сведочат и другите современи извори. Така, од западни латински извори, напишани од современици и учесници во првиот крстоносен поход, се дознава дека кон крајот на 11 век во југозападните македонски области цели населби биле заразени од богомилската ерес.
Во Ерусалимската историја на монахот Роберт се вели дека во 1096 година, кога крстоносците минувале низ Македонија по стариот пат Вија Игнација, се одбиле од Костур во Пелагонија и притоа ограбиле и уништиле цела една еретичка богомилска населба. Во врска со тоа, авторот нагласува: Боемундовите нормански крстоносци излегоа од Костур и дојдоа во Пелагонија, во која се наоѓаше некаква тврдина од еретици, па од секаде ја нападнаа. Додека трештеа трубите и летаа копја и стрели, веднаш ја зазедоа, ја ограбија и сите нејзини богатства ги изгореа заедно со самите жители. А тоа им се случи наполно заслужено, зашто нивната проповед, достојна за презир, како рак ползеше и ги изгнаси со сопствената гнасна намера соседните области, како што и самите нив ги беше одвлекла од вистинската вера. Оваа македонска еретичка општина, која настрадала во 1096 година, ја спомнуваат и други латински писатели, учесници во првиот крстоносен поход. Еден од нив, Петар Тудебод, дури ја лоцирал тврдината која се наоѓа крај некакво езеро. Во последно време врз бази и на другите современи извори, професорот Стјепан Антолјак специјално се задржал на оваа еретичка богомилска општина и притоа аргументирано се изјаснил дека таа се наоѓала на брегот на Преспанското езеро кај селото Асамати, чие што име исто така го смета дека е од богомилско потекло. Во прилог на тоа говорат и остатоците од тврдината. За широките размери на богомилството во Македонија и воопшто во Византија во овој период известува и писателката Ана Комнина во делото Алексијада. Притоа таа нагласено истакнала дека за време на владењето на таткој Алексеј I Комнин од 1081 до 1118, славата на богомилството веќе се распространила насекаде и дека злото како огин уништило многу души. Соочен со се поголемата богомилска опасност, императорот Алексеј I Комнин во почетокот на 12 век наредил на секој начин да бидат фатени попот Василий и неговите најблиски соработници апостоли и да се доведат во Цариград. Во 1111 година Василий заедно со своите апостоли биле осудени на смрт и јавно изгорени на клада на хиподромот во Цариград. Ликвидацијата на попот Василий и на неговите најблиски соработници, како и жестоките мерки што биле преземени против богомилите и нивните приврзаници од страна на византиската централна власт, не можеле да го искоренат богомилското движење. Напротив, во текот на 12 век, богомилството во Византија зело уште поголеми размери. Македонија и сега била главен центар и расадник на богомилството. Во тоа особено предничила Мегленската област, зашто убедливо говорат и вестите од житието на Иларион Мегленски. Иларион, кој стоел на чело на Мегленската епархија во времето на императорот Мануил I Комнин од 1143 до 1180 година, поради активноста на богомилите добил специјално властување од императорот да дејствува со сите расположиви сили во исчистувањето од богомилската ерес стадото си. Но и покрај суровите мерки што ги преземале државата и црквата, богомилството се повеќе и повеќе се ширело. Современикот Тодор Валсамон соопштува дека во втората половина на 12 век во Византија од богомилската ерес биле заразени цели тврдини и области. Од крајот на 12 век, богомилството почнало се позасилено да се шири и во другите балкански и европски земји.
Во соседна Бугарија, во почетокот на 13. век, зело такви широки размери, што ангажирано морал да интервенира и самиот бугарски цар Борил. Во неговиот синодик од 1211 година биле внесени повеќе анатеми против богомилите. Но и покрај тоа, богомилството се повеќе и повеќе ги опфаќало бугарските села и градови. Тоа зело широки размери, особено во Софиската област, каде што во овој период дејствувал опасниот богомилски проповедник, така наречен Дедец Средечки. Доста масовно богомилството станало и во Тракија, особено во Пловдивската област. Кон крајот на 12-тиот и во почетокот на 13-тиот век, богомилството станало масовно движење и во Србија. Еретиците богомили во оваа земја биле означувани и станале попопуларни со називот бабуни. Богомилската опасност го натерала српскиот владетел Стефан Немања да свика голем црковен собир, на кој богомилите биле осудени и подложени на жестоки казни, а учењето им било анатемисано. Во почетокот на 13-тиот век бил свикан и нов црковен собор, на кој под раководство на српскиот архиепископ Сава одново било осудено богомилството и биле преземени остри санкции против богомилите. Но и натаму богомилството земало широки размери во Србија. Тоа пак било причина во времето на царот Стефан Душан да бидат донесени многу остри законски мерки. Во врска со тоа, во законикот на Стефан Душан, издаден во 1349 година, се вели: кој еретик ќе се најде да живее меѓу христијаните, да се опали по образот и да се протера, а кој го криел и тој да се опали. И кој ќе рече бабунски збор, ако е властелин да плати 100 перпери, ако пак е себар да плати 12 перпери и да се тепа со стапови. Кон крајот на 12-тиот и во почетокот на 13-тиот век, богомилството зело широки размери во Босна. Босанските богомили станале доста познати под називите Патарени и Кудугери. Во Босна била изградена моќна еретичка организација позната под називот Босанска црква. Со помошта на оваа Патаренска црква, широките народни маси на Босна успешно и се спротивставиле на Римската црква за наложувањето на своето црковно господство, како и на војните акции на Унгарија. Затоа Босанската црква била поддржана како од одделните босански владетели, така и од дел од местната феудална аристократија. Сето тоа пак им овозможило на босанските богомили да го проповедаат слободно своето учење. Се разбира, против Босанската Патаренска црква, Римската црква остро реагирала, зашто таа во времето на Кулин Бан и Нинослав станала и официјална црква на Босна. Во прилог на тоа говорат и големиот број надгробни споменици стечци, кои нашироко се растурени низ планините и полињата на Босна и Херцеговина. Но и покрај острите напади од Римската црква, особено од папите Инокентије III и Григорий IX, богомилството во Босна не спласнувало. Дури по паѓањето на Босна под турска власт, патаренството постепено исчезнало. Слично се случило и во Македонија, Србија, Бугарија и во Византија, кога и во овие земји по подчинувањето од турците постепено исчезнала секоја активност на богомилите.
Од балканските земји богомилството почнало забрзано да се шири уште од 12-тиот век и во другите европски земји. Особено погодна почва за дејност богомилите нашле во Италија и во Франција. Италијанските богомили станале многу познати под називот катари, тоест чисти, а француските под името албигојци, по градот Алби во Јужна Франција, кој станал еден од главните центри на француските богомили. Современите извори сведочат дека италијанските, француските и другите богомили на запад биле под силно влијание на македонските, бугарските, босанските, византиските и на другите балкански богомилски еретички општини. Освен Италија и Франција, уште во втората половина на 12-тиот век, богомилската ерес ги зафатила и другите западноевропски земји. Тоа го соопштува и англискиот историчар од тоа време Вилхелм од Њубри, истакнувајќи дека еретичката чума зафатила одделни области на Галија, Шпанија, Италија и на Германија. Од овие земји каде што од ереста биле заразени извонредно многу луѓе, соопштува истиот историчар, богомилството почнало мирно да навлегува и во Англија. Од други современи извори се утврдува дека богомилството ги зафатило и Унгарија, Романија, Русија, претворајќи се на тој начин во општоевропска појава. При тоа тесните врски меѓу македонските, односно балканските богомили и богомилите катари, албигојци и другите, не се прекинувале. Тоа пак овозможило дуалистичките еретички движења во средновековна Европа да се претворат во општ фронт на антицрковна и антифеудална опозиција. Како богомилите на исток, така и катарите и другите западни еретици остро истапувале против власта и самата држава. Сметајќи ги за дело на ѓаволот. Ја напаѓале исто така остро и црквата, тврдејќи при тоа дека папата е намесник на сатаната. Тоа пак им дало повод на световната и црковната власт да преземат остри мерки против еретиците. Голем број од нив биле изгорени на клади. Папата Инокентије III дури организирал и крстоносен поход против албигојците. Но и покрај страшното однесување на рицарите и покрај ликвидирањето на отпорот на албигојците во 1213 година, еретичките движења низ Европа продолжиле да се шират и да и нанесуваат жестоки удари на феудалната реакција. Со тоа гласот на незадоволството, издигнат од катарите, албигојците и нивните други собраќа, не можел да биде задушен. Под влијание на нивните проповеди, омразата против Римската црква на Запад се повеќе и повеќе се заострувала и создавала поволна почва за зародиш на идните реформаторски движења, кои што од основа го растресле католицизмот и поврзаниот со него феудален поредок. Во тоа се корените и големата историска улога на катарите, албигојците и на другите представници на богомилството на Запад. Последните представници на богомилството на Запад влегле во редовите на хуситите, кои важеле пак како највидни борци предвесници на реформацијата.